Интензивните врнежи од дожд во последните десетина дена значително го покачија нивото на вода во реките од хидросистемот Брегалница. Тоа го помогне и полнењето на браната Калиманци. Дотокот на вода од реката Брегалница во езерото овозможи да се акумулираат максимални количини. Со тоа, таа го достигна горното ниво и веќе е на прелив, информираат од водостопанската подружница во Кочани. Моментално имаме околу 113 милиона. Значи, наш 6 сантима на прелив, значи, тоа е одлично. Сега ќе испуштаме малку преку централата, тука за производство на струја, за план работиме. Тага домакинските скаколани, што беше лани на цена 35 милиона, успеавме да зачуваме. Пошто не знаеме летниот период колку е таа количина на вода, може и нема да биде доволно ако продолжиме. Имаме вода сега и без контрола да се троши. Значи имаме план, комплетно и случаите николе мораме да мислиме изваница, делиме водата. Мобилните екипи совработени од водостопанското предпријатие остануваат на терен за оспособување на каналската мрежа и обезбедување вода за полењата во атарите на населените места во општина Чешиново Облешево, каде се идбата на оризот доправа почнува. Од водостопанската подружница Брегалница нагласуваат дека и покрај максималното ниво на акумулирана вода во Калиманци, сепак ќе се работи економично. Целта е да се обезбеди наводнување во текот на летниот период, не само за полењата во Кочанско, туку и во Пробиштипско, Штипско и Свети Николско. Општата болница со проширена дејност од Кочани отплатила поголем дел од заостанатите обврски кон различни доверители. Со тоа ја намалила задолженоста за над 81%. Доброто работење било позитивно оценето и од ресорниот министер, од кого при неговата неодамнешна посета не биле добиени никакви забелешки. Со писмен допис до јавноста, раководниот тим на општата болница реагира на, како што вели, хајката што се води против здравствената институција од 50 на хејтери на социјалните мрежи. При тоа се нагласува дека болницата е со специјалистичко консултативна дејност, што значи дека само лекар-специјалист во даден момент самостојно одлучува за понатамошниот тек на лекувањето на пациентите. Тоа значи дека лекарот проценува дали ќе остане лекувањето во Кочани или ако е неопходно болниот ќе се препрати на лекување во други институции. За успешноста на менаџментот оцена дава министерот на основа на факти, а тие се дека сме болница со 82% остварување од средствата добиени од фондот, што е еден од највисоките проценти во државата. За споредба, во 2017 година е помалку од 50%. Овој менаџмент го намали јавниот долг од 28 милиони денари, заклучно со 30 април 2023 година на 5 милиони 308 199 денари, од кои кон јавната здравствена установа Институт за трансфузија и медицински факултет Скопје е 4 милиони 881 149 денари и 427 023 денари за гориво, што е несомнен успех. Овој менаџмент нема исплатено ниту една дневница за службено патување или репрезентација, а внатрешните членови на управниот одбор работат про боно, односно бесплатно. Исто така напоменуваме дека медицинските објекти се во сопственост на владата на РСМ, а општествените добра не ги уништуваат вработените во болницата. До сега не сме забележале некој вработен да вади и уништува плочки, да фрла во тоалетите пластични шишиња, влечки и друг кабаст материјал, стои меѓу другото во писмениот допис од општата болница Кочани. И покрај недостигот на медицински персонал, од болницата велат дека успешно се справуваат со сите задачи и предизвици, а заедно со кадровското доекипирање, еден од приоритетите е да се обезбеди финансиска стабилност и навремено подмирување на тековните и другите обврски. Во дописот од општата болница до јавноста се нагласува дека против лажните вести, говорот на омраза и повикување на секаков вид дискриминација ќе бидат известени надлежните органи. Меѓународната Ротари фондација со подршка од Ротари клубот Кочани Виница викендов организираше тренинг обука за представници на 20 на македонски клубови од Ротари дистриктот 19-12. Обуката беше за обезбедување финансиска подршка за реализација на проектите на Ротари клубовите.
Тренингот се реализираше повтор пат, а треба да им помогне на клубовите во подготовката на така наречените Global Grant проекти, за кои се добиваат средства од фондацијата. Минималниот износ за подршка на еден проект е 30.000 евра. Ротари фондацијата располага со големи средства кои ротаријанците може да ги искористат за да направат проекти за помош во заедницата, меѓутоа тоа е строго регулирано со правила во ротари како можат тие средства да се користат. Секогаш во секоја обука стално не достига по нешто, така да сега ќе имаме прилика од прва рака да чуеме од представниците на Ротари Интернационал што точно треба да направиме, што прецизно да направиме за да бидеме поблиску до тие средства. Во Ротари Интернационал дефинирани се 7 области на интерес, меѓу кои е мирот, поддршка на семејството, поддршка на економскиот развој, чиста вода за пиење за секого, поддршка на фамилиите и така натаму. Организирањето на обуката беше во рамки на одбележувањето на 10 годишнината од основањето на Ротари клубот Кочани Виница. Тој досега реализираше поголем број проекти за поддршка во заедницата, а за што средства обезбедува од сопствени извори. До сега не сме користеле средства од фондацијата. Процедурата за користење на тие средства е малце посложена и затоа сме денес овде да конкретно научиме како да ги искористиме тие средства. Ние веќе ги имаме спремено проектите, па можеме да се пофалиме дека еден од проектите, нашите предлог проекти денес ќе биде и кейс стади на овој семинар и се надеваме во наскоро време да биде реализирано. Проектот со кој сакаме да стартуваме во Ротари фондацијата е проект за природна контрола на популацијата на комарците. Ние го направивме веќе првиот чекор. Во градскиот парк во Кочани е поставена уметничка инсталација која треба да служи како патоказ и мотивација за понатамошните работи. Втората фаза од овој проект, а тоа е научна студија за одредување на типот, подтипот на комарец и начините на кои да се действува, значи да се действува тимски, да се действува глобално, а не секоја општина да действува посебно. По завршувањето на научната студија ќе биде изработена стратегија која треба да влезе во програмите на општините кои гравитираат во Кочанската котлина. Во рамки на обуката и прославата на 10-годишниот јубилеј на Ротари клубот Кочани Виница се одржа и донаторска забава, а собраните средства ќе бидат наменети за активности од проектот за контрола на популацијата на комарците. Основното училиште Никола Карев реализира самостоен проект Час на физичка активност, што е наменет за децата со посебни образовни потреби од општината. Секој викенд во училишната спортска сала наставниците по физичко образование волонтерски организираат физички вежби и игри за децата кои имаат потешкоти во психичкиот и физичкиот развој. Атмосферата е позитивна, се работи на обострано задоволство и на наставниците и на децата. Сите активно ги извршуваат сите поставени задачи. Спортските вежби се прилагодени за соодветно развивање на психомоторните способности. Активностите се одвиваат по инициатива на родителите на овие дечиња, кои што изразија желба нивните деца да спортуваат, да се дружат и се со цел да не бидат отфрлени од средината во која што живеат. Значи, благодарение на директорот на училиштето Никола Карев, заедно со наставниците по физичко и здравствено образование беше прифатена оваа иницијатива и секоја сабота, значи во периодот од 10 до 11 часот се одржуваат овие спортски активности. Пак ќе кажам, се со цел да се почувствуваат среќни, весели и радосни. Сакам да истакнам дека ова е отворен ден за овие дечиња и дека сите оние родители да упатаме еден апел кои што имаат дечиња со потешкоти во психофизичкиот развој, да ги доведат дечињата да спортуваат и се со цел да се подобрат нивните психомоторни способности. Проектот се реализира од средината на март, а ќе продолжи до крајот на оваа учебна година. На вежбите секоја сабота доаѓаат по околу 15 на деца, иако постојат услови нивниот број да биде и поголем. Се планира од идната учебна година бројот на тренинзите да се зголеми на 3 пати неделно, со што ќе се прошири и опфатот на корисниците на проектот. Задоволни од реализацијата на активностите се и родителите на децата. Многу сум задоволна од ова што го организира
училиштето Никола Карев да имаме възможност на децата да бидат по-физички активни. Вежбат секакви вежби, се дружат, бидејќи некои немат слух за нивните потреби што ги имаат. Посебно за овој град, јас ќе кажам. Јас за моето дете се грижам од првиот ден до денераски, го вработив јас лично. Во мојата фирма е вработен. Немам никаква помош, освен вработувањето. Значи, од државата никош ништо помош не сум добила. За континуирана и нормална реализација на содржините од проектот ќе се бара финансиска подршка од буџетот на општина Кочани. Исто така, ќе се поднесат барање и до домашни и странски донатори, пред се за набавка на соодветни помагала и реквизити за вежбање на децата со посебни потреби. Фудбалерите на Осогово го прославија освојувањето на првото место во првенството на третата лига Исток и можноста да играат бараж за повторно враќање во втората лига. Радоста заеднички ја споделија по завршувањето на надпреварот од последното коло, што на стадионот Никола Мантов го одиграа со Струмичка Тиверија. Во изминатите 22 кола, жолтосините постигнаа 16 победи и 3 нерешени средби, а имаа само 2 пораза. Со тоа, освоија вкупно 51 поен, 7 повеќе од второпласираното Овчеполе. Иако победата од 2:0 против Тиверија и 3 бода не влијаја на пласманот, сепак тоа дополнително ја зголеми радоста и на гледачите и на сите играчи на теренот и на клупата. Осогово дојде во водство на 3 минути пред крајот на првото полувреме со погодокот на Соколов, а конечниот резултат го постави Пешовски во 56-та минута. Гледачите и членовите на навивачката група Семени, кои дојдоа заеднички да ја прослават титулата, приредија огномет. По завршувањето на надпреварот, председателот на управниот одбор на третата фудбалска лига Исток, Александар Андов, на капитенот на Осогово Тоше Манов му го врачи победничкиот пехар. Голгетерот на жолто-сините, како и шефот на стручниот штаб Ефтим Аксентиев, не ја крие радоста од постигнатиот успех во очекување на натамошните настапи во баражот за влез во втората лига. Првата цел е исполната, тоа прво место го освоивме, сега чекаме ждрепка бараж да го видиме противникот и да се спремаме. С 32 гола, прв стрелец на лигата, се надам дека така ќе продолжам. Благодарност до навивачите, до сите што не поддржуваат. Имаше доста понуди, но решив да останам во Осогово. Веќе ова ми е 7-ма сезона како сум во клубот. Добро ми е, задоволен сум. Најпрво честитки до фудбалерите на ФК Осогово, значи тие се најзаслужени за овој успех, како што беше на почетокот на сезоната. Нашиот план го остваривме. Наша цел беше да освоиме тоа прво место. Значи пред се голема благодарност до председателот, до управата, до верните навивачи Семени кои не бодреа секоја утакмица, кој беа нашиот 12 играч. Значи нашиот план го остваривме. Остваривме тоа прво место во третата лига Исток и мислам дека ни преостана уште малце време да се спремаме за тој бараж кој со тој бараж ќе влеземе во втора лига. Се надевам дека наш цел ќе ја исполниме, ќе дадеме максимум и дека на крајот ние ќе видиме тие што ќе се радуваме. За разлика од третата, распетот во втората фудбалска лига беше негативен за екипата на Слога 1934, која од идната надпреварувачка сезона се сели во третолигашко друштво. Надпреварот од последното коло во Радовиш против Детонит Плачковица заврши со победа на домакините од 2:1, со што не се исполнија ниту теоретските можности за евентуално зачувување на статусот на виничани. Домашната екипа поведе уште во 12-та минута со голот на Димовски, а гостите од Виница успеа да израмнат во 24-та минута по шутот со глава на Бошко Ступик. Победата за Детонит Плачковица ја обезбеди Настевски во 68-та минута по прецизниот шут од линијата на 16-никот. Со поразот Слога остана на освоените 25 бода и заедно со Локомотива Пехчево и Велешки Борец ја напушта лигата, додека Тетекс ќе игра бараж за опстанок.
Успех постигнаа младите кошаркари на Баскет Дино, кои се надпреваруваат во М14 младинската лига. Во одлучувачкиот трет надпревар против тимот на Куманово, тие постигнаа победа од 65-46. Со тоа влегоа меѓу најдобрите 4 екипи во разигрувањето за врвот. Домашниот тим беше поубедлив од гостинскиот и освен во втората четвртина, кога им дозвели предност на кумановчани, во сите останати убедливо водеше, па на крајот играчите заслужено ја славеа победата.